Шпекулациите дека Методи Митев, момчето кое собира финансиски средства за лекување во Кина, сака да ги злоупотреби, се неточни и фабрикувани од засега за Митев непознат извор. Токму ваквите шпекулации кои се косат со хуманоста и солидарноста беа повод за денешниот прес на Митев. Почитувани мои сограѓани, сакам да дадам еден апел јавно да ви известам сите луѓе во град Кочани дека во град Кочани се шпекулираат шпекулации за мене, дека наводно сум глумил, дека немам ја болеста, дека сум гледал да дојдам до некои пари, јас дека имам правено куќи и не знам ред други работи, така да дека документите се ми биле фалсификат, дека печатот ми бил од Кина фалсификат, не бил точен, количката не била моја, што пред некое време бев со хуманитарна забава во ресторант Пролет, што се правеше и што ми помогнавте вие да ја купам количката, сите хумани луѓе што ми помогна да ја купам количката, не била наводно моја, била позајмена од Веле Скопје, немам поима тамо дека, така да ќе ги замолам прво еден апел до вас сите да не подлегнувате на тие шпекулации што ќе ги слушнете за мене. Друго, ќе ги замолам луѓето што таа или тие што ги пуштаат тие шпекулации за мене, ќе ги замолам да прекинат самоубетите ради тоа што стварно се ми потребни парите, стварно имам потреба да ги соберам парите, да идам за Кина на операција и да можам, како што ми гарантират од Кина, над 90% ми дават гаранција дека можам да застанам на носи. Дека информациите се неточни и дека Митев навистина е со тешка диагноза која лекување треба да се реализира во Кина, потврдува и неговиот матичен лекар. Решив да дадам изјава и да му помогнам да подобро да се снајде во оваа не баш благодарна ситуација која што од шпекулации кои делуваат на неговата и психичка состојба, тој многу е со позитивна енергија, сега веќе ја губи таа енергија која што да кажам скоро сам и со негова замисла ги организира сите овие хуманитарни дејствија. Многу луѓе му помогнаа, многу брзо тој се здоби со количката која што му беше стварно потребна, затоа што со неговиот дух он не можеше да биде врзан во една просторија во 4 зида. И да може сам да си ги обавува сите овие дејствија, организации, да остане виден во нашата околина. На големо изненадување, нашите сограѓани ме прашуваа и мене, тој ли е тој истиот кој што го гледавме до пред 2 месеца, беше на нога и се тоа. Кај него болеста се ширише многу брзо, сам, со неговиот дух се бори да бара решение на оваа ситуација, а самиот контактираше со помош на други до Кина, добија добар одговор што му даде сила да се вклучи во организирање на овие хуманитарни акции и да ги собере сите средства кои што ќе му бидат потребни. И наместо кочанчани, како што досега беа хумани во повеќе вакви случаи, да продолжат и понатаму со својата хуманост, тие ги одвраќаат луѓето да помогнат, се заради наводната неинформираност или љубомора. Методи Митев и понатаму живее со желбата да се излекува во Кина и како нормален граѓанин да се врати помеѓу најблиските и пријателите. Телевизија Кочани и понатаму на него и на ваквите случаи на кои им е потребна помош, ќе ги поддржува со активностите за собирање на финансиски средства за лекување.